Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила дознавачки дејства против и на штета на некои од нашите соседни земји, учувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме по оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско прислушкување и добро знаат што значи тоа. Суштината во пристапот кон регионалната соработка на новата влада на Република Македонија се темели на решавање на проблемите кои постојат во регионот наспроти создавање на проблеми. Тоа е политика на отворени врати и решенија, на нов, конструктивен и отворен пристап кон соседите. Тоа се решенија кои водат кон напредување на новососедството, соработката и партнерството со другите земји од окружувањето. Убедени сме дека тоа е единствениот начин регионот одлучно да зачекори напред кон перспективите кои го носат европските за оние земји и народи кои тоа да сакаат евроатлантските интеграции. Успехот на нашите соседи е наш успех. Нашиот успех е успех на нашите соседи. Мислам дека граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Србија во името на се тоа што не поврзува, во името се надевам на заедничката идна европска иднина, двете земји се стремиме кон Европската унија, заслужуваат за вакви теми да не се дебатира и да се разговара врз основа на шпекулации. Затоа диалогот е многу важен, затоа дипломатските канали се многу важни. Ние преку нашата амбасада во Белград побаравме официјална информација за настанот и ќе биде лошо ако носиме избрзани заклучоци пред таква информација да добијаме. Така што и ние сакаме да знаеме со кого и што. Република Македонија има интерес да ја почитува времената спогодба со Република Грција од 1995 година, како што нема да дозволам кадровските решенија да имитираат друга држава, така нема да дозволам и грешките да се пикаат под килим. Сликањето, иако тоа не е организација на Генералното конзулство во Торонто, меѓутоа сликањето со мапа која што навлегува во територијата на Република Грција не е политика на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и не е политика на владата на Република Македонија. Исто толку колку што нас би не засекирало и би не наљутило друга држава и представник на друга држава да биде сликан и да настапи каде има иконографија на наша соседна држава која навлегува во нашата територија. На случајот уште се работи, ќе го повикаме или мислам дека денес го повикуваме генералниот конзул на консултации. Јас ќе формирам комисија која што ќе ја утврди одговорноста. Впрочем и претходната влада и мојот претходник неколку месеци пред политичката промена на Република Македонија имал инструкција до дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија на оваа линија. Ова нас не ни оди во прилог, ова не е наша политика. Ние сакаме да влеземе во НАТО, тоа значи дека утре Грција треба да ни биде сојузник и ние, Република Македонија на Грција, треба да ни бидеме сојузник. И затоа сакам многу јасно овде да направиме на линија дека во иднина вакви излети уште поригорозно ги третираме и нема да ги толерираме. Судбината на оваа држава и интересот на граѓаните на Република Македонија се преважни за некој да направи таква грешка.